Градежништвото пред колапс. Капиталните проекти тешко ќе се реализираат. Поразителна состојба во еден од најважните сектори во економијата. Компаниите се закануваат дека од јуни ќе се опрат со работа поради актуелните правила во Законот за јавни набавки кои не дозволуваат промена во цените на договорите. Имено се пожалија дека градежните материјали енормно поскапеле, па биле принудени да работат по стари пониски цени. Ако владата брзо не преземе нешто, ќе треба да сработат поевтино и да прокнижат загуби или пак државата да им ги активира банкарските гаранции. Тоа би значило крах и затворање на фирми. Побарале намалување на ДДВ од 18 на 5% или негово укинување и воведување на така наречена клизна скала, но засега од Министерството за финансии нема одговор. Тоа е формула со индекси од Завод за статистика по однос на која секоја времена ситуација фактура која се испорачува, се вметнуваат индексите од Заводот за статистика и се следи покачувањето или намалувањето на цените на пазарот и на животниот трошок. Цените на градежните материјали за миг се вивнаа нагоре. За само неколку месеци се поскапени за повеќе од 50%. Зголемување има кај песокот, циглите, железото, сиропорот, челичните профили. Поради состојбата со огромното поскапување, градежниците тврдат дека капиталните инвестиции нема шанси во целост да се реализираат. Надлежните ќе мора да одлучат кои проекти се приоритетни, а од кои ќе се откажат. Инсистираме нашата иницијатива да се разгледа затоа што доколку не се разгледа и не дадеме било каква помош, поготово на тековните проекти кои се од голем обем, верувајте дека нема начин како изведувачите би испливале и би ги завршиле тие капитални проблеми, туку би дошло до затварање на капацитетите. Во Сдруженијето имаме многу барања од компаниите кои викаат подобро 3-4 месеци да не работиме сега, да видиме што ќе се случува, него да работиме со загуби. Буџетот за годинава предвидува реализација на капитални инвестиции тешки над 600 милиони евра, што е најголема сума досега. Сепак во првите 3 месеци се завршиле неполни 13% од предвидените активности. Инаку во последниве 2 дена електронскиот систем за јавни набавки е надвор од функција. Градежниците, но и другите фирми не можат да ги следат тендерите за кои се заинтересирани да учествуваат. Надлежните интензивно разговараат за подобрување на системот во делот на следење на цените по парче и количини, но засега конкретни промени нема.